на лице место тука. Значи токму зад нас оваа сабота од 11 часот ќе можеме сите да вкусиме прекрасна храна и секако пијалоци токму од овие наши простори од 11 часот па се до 16 часот. Вели повеќе од 200 производители од над 40 локални здруженија. Ќе ви кажаме Бојро ми на почеток и на крајот од ова линковско вклучување, а здраво живо и велам на Мирјана Капковска Ангелеска. Ви благодарам за оваа можност да ни кажете како дел од Slow Food, секако и како дел од она што ви е ваше искуство или нели начин да не заборавиме на традицијата, начин велите вие да се подмладам, но и начин да го работам она што го сакам, веројатно три во едно, така? Така е. Добро утро. Ви благодарам на поканата. И да се представам, како што ме представите, јас сум Мирјана Капковска Ангелеска, локален и член, локален производител и член на Slow Food водно здружение во склопот на Slow Food Македонија. Што ќе се случува, Мирјана, оваа сабота овде зад нас? Во сабота е еден повик од почетокот, да поволя да дојдат сите граѓани на Македонија, затоа што овде ќе биде Македонија, локалното производство на Македонија, да го посетат и да видат што ќе се случи. Тука ќе биде дружба, изложба, дегустација, све она што нашата држава го има. Велите како член на Slow Food не е само она што значи саеми, посети, продажба, нели на сопственото производство, туку и голема дружба. Веројатно овде ќе запознаете, вие сте 35 нели членови, но ќе бидат тука и многу други луѓе кои што за прв пат веројатно ќе ги видите, така некако. Јас сум член во Slow Food негде околу 13 години, кој што не се само 35 членови, него 35 излагачи ќе бидат сега од Slow Food, може би и повеќе. До сега толку беа пријавени. Така да не само што реком излагањето, не само оно да го прикажеме што наша Македонија има и што насите локални производители го произведуваат, а пласманот му е нема каде. И овде ќе биде излагање, дегустација, дружба, само да ни помогни времето, ќе биде прекрасно. Да, се надевам дека нема да врне. Прогнозите до вчера беа дека ќе има дожд, но се надевам дека ќе се заминат облаците и дека нема да има дожд. Она што го држите во раце е вашата интересна приказна. Сладко од диви капинки, шипки и ем благо, ем луто. Еднаш во рецепт на денот имавме прилика да видиме барем дел од вашите производи и да ги вкусиме. И морам да признаам дека не знам од каде рецептите да речеме за ова ем благо, ем луто, но како и да е одличен вкус. Јас со многу млада останав дома со транзицијата што се случи во Македонија и сопругот исто, и така ние почнавме да си излегуваме по планините, да си шетаме, а за жива среќа што на Бабуна имавме на куќичка која што е реновиравме, направивме, успособивме и сега ние таму како ранч со голема површина и си имаме таму едно погонче кај што почнавме со мали за домашни потреби, за синот, за керката, за внуците, и така е нашиот почеток. Али откако Slow Food не најде дека ние произведуваме здрава, чиста храна без никаков додаток, без никаква хемија, и така почна интересот на Slow Food, се учленивме таму и еве 12 години сме членови кои што сме ние презадоволни што имаме начин како да презентираме. Мојата сировина што јас ова производство го работам е од планината, што значи наша Македонија е богата, со све само нема кој да работи. Ова е акцентот и ова е можноста да прикажеме дека ние можеме. Кога ја можам на овие години, значи и младите можат, да искористиме повик до нив, да искористиме што ни дала мајка природа. Зошто е најспецифично, велите, и тешко во исто време да се направи токму овој мармалат од диви шипки?
Јас работев во Конзерва Експорт, беше фабрика за преработка на овош и зеленчук, која што со транзицијата прва ја затворија. И таму го работевме мармаладата од шипки, од кај што ја добив љубовта да продолжам со тоа производство. Тежок е за работа, затоа што структурата на шипката, како плод, е само семка внатри тие боцките. Ако тие не се отстранат, приликом употребата ќе боцка на јазикот. Така да, шипката е крал на мармаладите. Едно што е тешка, али е и многу вкусна, и друго што она содржи минерали, овие и е богата со лековити својства кои што треба да ги употребуваме. Така да и едно друго кажам дека шипката е единствен плод кој што приликом термичка преработка не го губи витаминот С, го задржува и многу е вкусен. Така е, да. И кога сме кај тоа дека е вкусно нешто, велите најубаво ми е чувството кога ги гледам во очи луѓето кои што пробуваат мармалад и кога ќе видам дека од нивните очи ќе им каже, нели ќе ми каже мене дека им се допаѓа она што го вкусуваат. Јас имам една зборство, викам дека тоа ме храни. Кога сме на сајмови, на фестивали, нова нона, јас ми се оперени очите во дегустаторите кои што ги дегустираат производите мои, и така да ликот го гледам и гледам дека се задоволни од она што го дегустираат. И друго да ви кажам дека јас сум повикувана и на овие амбасади кај што имаат неколку години одам на исто некој базар во америчката школа, кој што таму доаѓаат дипломатите. И кој како доаѓал и така почнал и продолжила да го консумира моето производство и си земале од дома, праќале пакети сум праќала за нив. И сега, ова им благоем луто е некаков рецепт на баба, ваш рецепт, нов или како е? Тој е рецепт мој. Мој, да. Како стана? Како се доби благо? Луто, благо. Ви остана нешто, се обидовте за себе да направите или? Да ви кажам, ние кога бевме во Торино во Италија, тоа беше 2019, после требаше да одиме 2018, па требаше 2020, али со короната не се одржа тогаш, оваа година се одржа Тера Мадре во Торино. И таму имаше дегустација, имаше 160 држави кои што беа излагачи на тој саем на светско ниво. И имаше дегустација, така да на некои штандови пробав нешто, покушав дома, онадив и успешно беше покушувањето. Да. Кој прв вкуси, вие или сопругот? Па двајцата. Ние двајцата работиме. Друг никој не е во погончето таму, сами си работиме. Го работам чисто, барам сировината, ние берат сировината, ние не бериме, барам квалитет, а за покрај квалитетот имаме квалитетно производство и затоа е и барано и е толку вкусно и убаво. Така е. Колку може да се јаде мармалад во денот, во неделата? Има ли тоа колку сакаш или? Колку сакаш. Никогаш доста. Никогаш доста, баш никогаш доста. А ова благо лутово, па тоа тера ногата на фрижидерот. Тоа те прави зависен нешто. Вистина е вкусно, вистина е убаво. Се што произведуваме здраво е, чисто и повикувам в сабота на 12-11 да повела да дојдат луѓето, да дегустираат, да се дружиме и не само моето, него ќе има 200 излагачи, така да ќе биде и дружбата и да си купат. Да. И за крај само лутото е од пипирчења, никакви лути, не го да го бараме рецептот, ама нешто барам да ни откријат. Па има нешто чили натре, кај не во благолутот е до аромите. До аромите. Мирјана, многу ви благодарам за ова споделено. Кажам дека јас морам да го потенцирам ова затоа што сум горда. Ова година станав, пред 2 години станав земјоделка со тоа што имав неповраток кога го национализирале чифликот на дедо ми и сега имавме денационализација, добивме огромна дел на земја и то пелагониска земја, така да житница и сега сум земјоделец кој што кога ни го доделија, кога ни го вратија, ми се дуваше 65 капе парцели. Али благодарение на Европската Унија, на Министерството за земјоделие, ФАО и Геобалкан,
ние успевам со консолидацијата да ни го укрупнат и сега го имам во една целина која што оваа година прв пат ќе го посеам, не само што ќе бидам ја задоволна, него ќе биде и Македонија задоволна, затоа што досега 7-8 години како ни е доделено, добиено, не го работевме затоа што не знаевме да си ги најдеме парцелите. А сега сме пресрекни, презадоволни што ќе почнам веќе да бидам права земјоделка. Ја ви ветувам дека на лице место следното ќе го правиме токму од таму или од И на Бабуна. И на Бабуна. И на Бабуна. Договорен. Тоа е таму и земјава што ја добивме, едното и другото е таму. Ве поканувам да дојдите и уште еден апел, посетете утре во сабота да го граѓаните да дојдат и да го посетат саемот на здрава и локална храна. Така е. Вкусија традицијата. Прв национален саем за храна и пијалоци, бујрум во 11 часот, од 11 па се до 16 часот, како вели Мирјана и сите оние 200 производители од над 40 локални здруженија, веројатно сите ќе држиме палци само времето да не послужи. Како и да е, ова зад нас е местото, значи кај езерце во парк Бујрум за сите ќе има одлична храна и пијалоци, тоа не се сомневајте.